Членовите на Порака наша да се обратат во просториите на Сдруженијето доколку се заинтересирани и ги исполнуваат условите за ослободување од плаќање патарина и паркинг, повикаа од Сдруженијето. За да го остварат своето право, лицата треба да поседуваат членски книшки издадени од Сдруженијето, заедно со целата потребна документација утврдена со закон. За остварување на правото на повластено користење на паркинг услуги во 2025 година, сите заинтересирани мора да поднесат барање до јавното предпријатие Куманово паркинг. Конкретно, ние се фокусираме на правата на лица за интелектуална попреченост и поради тоа, да речеме, како во дел од инфоцентарот, ние обезбедуваме документи за ослободување на право на паркинг и за патарина за оние лица кои што ги исполнуваат условите. Тоа е многу важно. Значи, според законот за државни патишта, значи до агенцијата ние правиме документи, си даваме членска книжка, издаваме представница и има одредени дијагнози кои што се објави на нашата страна, кои што доколку лицето ги исполнува, се испраќаат до агенцијата за државни патишта и тогаш добиваат ослободување од патарина. Меѓутоа, овдека другото право кое што го остваруваат е право на паркинг во Куманово. И тоа морам да напомнам дека со последната одлука од 2024 година, ЈП паркинг Куманово, Осаравка како се општина Куманово, да има донесена одлука, значи според нивниот статут, според закон 65, имаат онаму каде што има донесено зони за повремено за користење на паркинг, сите оние лица кои што ги исполнуваат тие услови може да поднесат документи кај нив директно, значи тие документи се поднесуваат до ЈП паркинг Куманово и важи исклучиво за територија на Куманово, значи за жители на самиот град, не важи за околните села, не важи за околните општини. И она што е потребно е, значи, сообраќајна, лична карта и многу важен документ кој што лицата често имаат проблем да го извадат е самиот документ, или од ПИОМ, или и наводи мислење, или извештај од матичен лекар кој што ја утврдува таа дијагноза која што е ослободена. Чи ЈП паркинг потоа си свикува комисија, директорот свикува комисија еднаш на неколку месеци и утврдуваат дали ги исполнуваат тие услови. Доколку лицето ги исполнува тие услови, тогаш му се дозволува правото на бесплатен паркинг во Куманово, онаму каде што се обележени. И сега колку што имаме најави е дека следната година ќе почнат и тие електронски ги внесуваат и водат евиденција, секако да нема злоупотреба, за да не се користат паркинзите во таа смисла. Ние имаме отприлика над 400 членови, сигурно да, и то корисници, значи секој од нив досега, не само корисниците на центарот, тие немаат, значи многу нив не ги остваруваат овие права, бидејќи претежно ја ослободуваат церебрална парализа, мултипла склероза, хемиплегија, параплегија, лица со оштетен вид над 90%, лица со телесно оштетување, ампутација на рака и на нозе, значи такви дијагнози кои што се наведени исто така на нашата страна и за жал мал број на дијагнози се ослободуваат и од патарина и од паркинг. И сега за сите други подетални информации во однос на паркинг во Куманово, исто така може да се обратат и ги носат лично документите до самата јавна установа.